Добро утро за сите оние кои што се вклучуваат во моментов во Македонија наутро. Во продолжение гледате и слушате радио на македонската телевизија. Ги вклучуваме моите колеги Ване и Зурица. Добро утро за вас. Како започна вашето утро? Добро утро, започна одлично, се додека Зорка не ме информираше дека почна дожд утрово надвор и имаме проблем со дождот, како и верувам поголем дел од нашите гледачи и слушатели утрово. Добро утро Анита, добро утро до гледачите на македонската телевизија, добро утро до слушателите на Радио 2. Почнуваме со звук што се гледа. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. И добро утро, вториот ден од оваа работна недела, ден вторник, 2 јуни, 17 степени во центарот на Скопје. За разлика од тоа што замислувавме ова утро, имаме облачно утро, кое што се надевам дека нема да дозволите да ве онерасположи. Облачно утро, дожливо утро, меѓутоа сепак мора да го стартуваме некако и овој втор работен ден за оваа нова работна седмица. Верувам дека си добро. Да? Нема да лажеш, малку дождот не онерасположи утрово. Па добро, тоа е веројатно нормално. Сите оние кои што функционираат на кафе и сонце, а утрово нема сонце, веројатно ќе треба да се потпрат на кафето. Без грижа, ние сме овде да ви го расположиме денот, да ви го направиме утрото поинтересно. Ама сакам и ти ова да го кажеш, ми звучи многу поетично. Вториот ден од оваа работна недела, кој со себе носи прекрасен мирис на доцно расцветана пролет. Многу добро. Може би во моментов го пиете првото утринско кафе, без разлика дали е горко, дали е благо, ние сме тука да му додадеме или да го додадеме совршениот зачин, позитивна енергија и насмевка која што ќе ја носиме на лицето во текот на целиот ден. Почитувани наши слушатели на Радио 2, почитувани гледачи на македонската телевизија, го отвораме нашето радио телевизиско студио и ве покануваме заедно со Зорица следниве 25 минути да бидете со 28. Звук што се гледа. Нека биде денес. Мора да те поправам. Нека биде 28. Како сме насмејани како да е снимана емисијава, некако да е дожливо утро. Ама навистина сме денес и во живо. Останете тука. Заслужувате, а и јас многу сакам да дадам огромна благодарност до сите оние кои што неуморно ни праќаат пораки на социјалните мрежи. Навистина ви благодарам, само 2 пати ве замолив, односно ве поканивме да бидете дел од утринската и вие тоа со задоволство го направивте. Токму затоа во следните минути ќе имаме можност да зернеме само малку дел од оние кои што беа најхрабри, а вас кои што не гледате и кои што не слушате, можете да го направите тоа. Како? Со тоа што ќе ни испратите слика од вашиот совршен момент од ова утро на социјалните мрежи Facebook или Instagram. Многу лесно ќе не најдете Радио 2 МРТ. Токму така ве чекаме и со пораки ова утро, а еве една слика од наш гледач кој што е одлична најава за рубриката Метеотрафик. Погледнете ја сликава што ни ја испрати Боријан од Скопје. Јас морам навака да се свртам кон овој телевизор. Навака. Ова е од навака. Да, имаме 2 монитори, едниот ми е многу далеку. Не догледувам. Од тука еве лево вели здраво, поздрав утрински метеж. Ова е вчера од Скопје. Многу ме радува што наместо утрински метеж од автомобил имаме утрински метеж на 2 тркала и се надам дека ова ќе стане практика со оглед на тоа што ни се зголемуваат температурите. Зошто да не? Утрото да го почнете на 2 тркала, велосипедски, не моторски, и да си дојдете на работа изморени, стресот надвор, вие на работното место навреме. Да, сигурно е гужва низ Скопје со оглед на дождот утрово, кога доаѓав јас кон работа, беше некарактеристична гужва за пред 7 часот. Времето денеска не е толку идеално за патување до работа на 2 тркала утрово. Предпладнево требаше да уживаме во убаво сончево и топло време, но засега утрото ни е дожливо, ќе имаме малку сонце, па повторно попладне, локална појава на нестабилност, па дури и можност за пороен дожд. Не ми се допаѓа. Да, во однос на сообраќајот надвор од Скопје, на државните патишта се одвива непречено, на границите немаме некои задржувања во овие моменти. Единствено поголема гужва на влез од Скопје, источниот дел од градот. Гледам на Google мапата во моментов.
тој влез секогаш во овој дел од утрото е најполн со автомобили и со гужва, така да на тие наши слушатели таму да им препорачаме да се наоружаат со нерви. А ние ќе ги наоружуваме со позитивна енергија, навистина ќе се трудиме ово утро да ви го направиме што поубаво, дали ќе успееме, вие ќе пресудите. Добро утро. Знае како Зорица да ги смести убавите вести тогаш кога најмногу треба. Еве еден убав настан кој што ќе го најавиме. Имаме убави настани доста, ама овој така ми се гледа дека е еден од кои што не смееме утрово да го пропуштиме да го споминеме. Подгответе се за премиера на нешто кое што долго се зборуваше, вечерва на сцената на Македонскиот народен театар, премиерно ќе биде изведен мюзиклот Као Какао. Замислете целата она магија спакувана во еден театарски спектакл на неповторливиот Владко Стефановски. Почетокот е во 20 часот и 30 минути, па ако веќе немате карти за премиерата, обидете се да најдете билет за репризите кои што се закажани за 11 и 12 јуни. И да најавиме дека кореографот на представата Олга Панго ќе биде гостин во утринската програма на МТВ, таква информација добив, а ние во продолжение ќе ве пропуштиме на еден врвен македонски вокал кој што одлично знае како да ја принесе емоцијата низ екраните и звучниците. Смеам ли да кажам дека е една од моите омилени песни? И имаш уште една. И Маријан Стојановски, овој ритам е јак и ова ти е втора омилена. Тука се, нека да ме ова ја слушаме утрово. Добро утро. Години си помина, немам друга мисла, желба пуста не запира, оган гори в душа, немам ни грло ни глас, а да ти пуштам стегнало грудка за нас. Времиња не одмина, спомени ме ронат, болка в душа не умира. Сам на тебе мислам, немам ни грло ни глас, а да ти пуштам стегнало грудка за нас. Една љубов имам, една љубов имам, јас срце што ја кријам. Една седа имам, една седа љубена, тајна моја остана. Една љубов имам, една љубов имам, јас срце што ја кријам. Една седа имам, една седа љубена, тајна моја остана. Години си помина, немам друга мисла, желба пуста не запира, оган гори в душа, немам ни грло ни глас, а да ти пуштам стегнало грудка за нас. Една љубов имам, една љубов имам, јас срце што ја кријам. Една седа имам, една седа љубена, тајна моја остана. Добро утро Скопје, добро утро Македонија. 17 степени Целзиусови во центарот на главниот град. 2 јуни 2026 година денес. Знаеме со музикава што се пушта на дожливо време, дожливо утро. Види колку опушта. Знаеме, опушта една од најубавите македонски песни.
Додека повеќето од вас во овој момент препоставувам нервозно се обидуваат да се протнат низ гужвата да стасаат до своето работно место, ни стигнуваат фотографии од слушатели кои што многу ме радуваат заради тоа што ова е начинот на кој што треба вистински да се почне денот, како со кафе, со насмевка, опуштено. Па и да за доцните 5 минути не е крајот на светот, нели? Токму така, имаме нова фотографија. Имаме, да. Нова вистинска уживанција. Еве, наш колку убаво. слушател, ова е инаку Игор Киров. Нашиот познат балетан и кореограф, моментално најверојатно си е во Македонија. Вчера ни испрати ова фотографија, затоа е сонце, само да кажеме. Сонце, зелени лочила за сонце е најдобро можно друштво, затоа ете ги очекуваме вашите утрински фотографии на Радио 2 МРТ. Ќе провериме ние на следната музичка пауза дали ова утро имаме веќе Сигурно нешто имаме. и ваши први пореки, да видиме каде се наоѓате во моментов, да ни пријавите дали некаде има гужва, нема гужва, ако има некои споредни пачења низ Скопје што се проводни, исто така може да ни ги пишете во моментов. Добро ви утро. На тема спроводни патчиња, чисто се сомнам дека некој би ти споделил како стигнува побрзо на работа или како си стигнува од работа побрзо дома, но доколку денес гледате во часовникот и едва и чекате да заминете дома, имаме одлична информација за сите вас, затоа што денес е денот за предвременото заминување од работното место, слушатели, колеги. Значи дека денес веројатно не смееме, но секој од нас можеби би посакал не Добро. да си замине порано дома. Сега, за да си заминеш порано дома, веројатно ти треба вештина како да го направиш тоа. Мислиш дека ми треба вештина? Па, Добро, ќе видиме. Значи, наместо да се дреме денеска на работа, да се троши државна струја за климатизација. Уф, што сме загрижени. Но не само државна, ете што ни го пишувале сте на радиото, и приватна. Па и приватна, така. И во приватни фирми ова може да се направи, не само во државно. Апсолутно, да. Иако во приватно мислам дека реперкусиите ќе бидат поголеми ако некој денес го искористи овој национален ден. Вели порано заминете си од работа. Но... Не. Денот на порано заминување од работа. А дали ќе се заминете порано од работа, тоа веќе тука ние не сме одговорни, да не испадне дека ве подготвуваме побрзо да се заминете. Се шегуваме, но нели за секој случај нашиот тим направи една брза анкета за да ги откриеме најдобрите и најуспешните тактики за предвремено бегање од работното место. Секако тука Ние мора да кажеме ништо од ова немаме никогаш искористено, ама да за- видиме што е тоа што може да се искористи. никогаш не е доцна. Еве се изговорите во продолжение. Изговор број 1. Шефе, морам итно да одам до катастар. Знаеш како е, ако не отидам до 3 ќе ми затворат. Успешност 85%. Изговор број 2. Шефе, нешто ме пече у грло, некој нов вирус имам фатено. Може брзо до климатичниот да отидам да ме види, да не ги заразам сите у канцеларија. Успешност 95%. Изговор број 3. Шефе, морам одма до дома, ми се јави мајсторот после 6 недели, конечно дошол да ја поправи чешмата. Знаеш како е со мајстори кај нас? Ако го испуштам терминот денес, следниот пат дури у септември ќе дојде. Успешност 99%. Ајде ова да го пробуваме. Виде. Да го пробуваме ова утринска на Радио 2. Треба Не, да го отпееме. треба да го Многу е излежувам. добар джинглот. Добро утро, 7 часа 42 минути. Па Зорке, што можеме да заклучиме од прилогот? Мајсторите во Македонија имаат статус на божество, неговото доаѓање е најдобар изговор за предвремено напуштање на работното место. Мислам дека сите чувствуваме таа болка кога имаме потреба од реновирање на нешто или поправање, така што дали сте шеф Повикај или мајстор. не сте шеф, едноставно болката е споделена, затоа што знаеме колку тешко се наоѓа и колку тешко е да се издоговориш некој да ти поправи нешто дома. Но добро, не велам обидете се, ама ние ви дадовме идеја, сега натака е ваша. А иако сме дефицит со мајстори во државата, најверојатно ќе се најдете некој добар мајстор кој што ете може со кого што ќе може да го искористите денешниот национален ден. Добро утро, ова е звук што се гледа.
Сега време за еден од моите омилени сегменти во програмата, но не само мој, верувам и на слушателите и на целата екипа, да ги провериме најважните, најлудите и најинтересните настани кои се случија додека вие сладко спиевте. Време е за рубриката па-па-па-па-пам. Како се викаше, што пропуштите додека спиете? Чека бе влезена во барабанчињето. Да, едно од најинтересните, би рекла, моменти од изминатите 24 часа, веројатно е видеото на еден легендарен возач кој што синоќа во 2 пополно ги пуштил сите 4 жмигавци среде Партизанска за да купиш нешто на брзина, блокирајќи ја целата лента. И сега нормално она кое што се разви на социјалните мрежи е таа дискусија или дебата дали 4 жмигавци кај нас се сметаат за дипломатски имунитет. Велам да. Јас. Да. Кој што буквално ни дозволува да сопреме каде да сакаме, но тоа не е добро. Најдобриот коментар кој што ме изнасме вели добро е што човекот излегол да купи цигари, замислете да му се пријадеше хамбургери, да чекаше да се подготви тоа. Веројатно ќе требаше да прогласиме вонредна состојба од Ѓорче Паседо Соборна. А и вистинско чудо се случи вчера во центарот на Скопје во 1 час од пополноќ, библиско чудо да најдеш слободно паркинг место. Ау, да. И ова го видов како објава на социјалните медиуми. Луѓето почнаа да се фалат со чудни работи. Почнаа да се фалат со чудни работи. Среќниот пронаоѓач кажа дека нели му дошло веднаш да се повика поп за да го освети местото, а соседите од околните згради да фрлаат парички за среќа како во фонтаната Ти Треви во Италија. Да тропкаат на сите страни. Остави ние што се шегуваме на вистина. Мислам дека од што би бил пресреќен некој ако најде паркинг место во Скопје во тоа време треба да преспие во автомобилот за да го следи среќа подолго време. 7 години, како беше Па тоа 7 години за среќа. Обично кога ве те среди среќата за 7 години. Океј, го разбираме човекот, но вистина е предизвик во главниот град да се најде слободно паркинг место. Ако вие го најдете, добро паркирајте се, попуштате го радиоприемникот, не, одете на работното место сепак. Време е за музика, 7 часа 45 минути. Добро утро, вие сте со звук што се гледа. Ова е Радио 2 и секако одиме во живо и на македонската телевизија. Оп, хоп. Беше јаве или сон, порака на телефон. Каде си ти, животов кај те скри? Облечи на љубав устан, дојди со кармин на уста. Ногта не мами, за да сме малку сами. Сите нека зборат, животот е тоа, од сите жени ти срцево го зароби. Ти ги знаеш моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една ти. Те чека во моите сни, ко писмо од војнички дни, ко гром од ведро небо се појави ти. Дојде во белиот фустан, со истиот кармин на уста. Ноќта не мами, пак да сме малку сами. Сите нека зборат, животот е тоа, од сите жени ти срцево го зароби. Ти ги знаеш моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш
7 часот 49 минути, се уште 17 степени во Скопје, дожливо утро. Има еден проблем, кога ми зборуваш, додека оди музика, ти ако се слушалките на мене, јас не те слушам, само чувствам дека отвараш уста, но се надам не ми кажа нешто важно. Додека одеше песна. Не ти кажав нешто, нити страшно, нити важно, ти кажав нешто многу во кој денес се креираше плейлистата, ни е многу заљубен со оглед на текстовите кои што ги слушаме, да, многу ми се допаѓа. А ми се допаѓа особено што сте активни на социјалните мрежи и ви благодариме на целата поддршка и сите фотографии и пораки кои што ги праќате. Се разбира, секогаш кога имаме 2 секунди можност се обидуваме да провериме што е нешто ни праќате. Такво нешто беше пратено и вчера, многу фино и нешто кое што особено ми израдува затоа што е фотографија која што е многу симпатична. Да, дефинитивно го имаме најслаткиот нов член во нашата публика. Не, ова е дефинитивно вчера. фотографија која што сакам да ја извадам, да биде во рамка затоа што е многу симпатична и ви благодарам што споделувате со нас вакви моменти. Игор беше нашиот слушател, така ова што ни го прати. Ова е Игец. Игец, се извинувам, му благодариме што го улови овој прекрасен момент. Ова се фотографии кои што ги добивме вчера. Ќе направиме се што е во наша моќ наскоро да ги емитуваме и веднаш фотографиите кога ќе ни ги праќате вака наутро. Сега сите заедно ете го покренуваме овој проект и ги менуваме работите и додаваме новитети. Верувам дека ќе дојде така, и тоа. Така, кога мислиш заедно, мислиш на сите на нас. целиот тим, мислам и слушателите и да. Сега додека Зорица не информира што е следно, јас да проверам што се случува на Facebook, немаме отворено пораки. Можеш тоа да го направиш, но пред да ви кажам било што, 2 секунди пауза. Еве Владко вели дека имаме гужва на влесот Скопје од Куманова страната. Тоа е очекувано со оглед на тоа што е колку 7 часот и 51 минути. Тони ни пишал повеќе се чека на наплатна станица Миладиновци од колку на Евзони викендов. Веројатно ова е најточниот коментар кој што го добивме ова утро, а додека ги читаме вашите пораки, дали некогаш сте помислиле дека семка од манго може да ја определи вашата судбина? Ако досега не сте помислиле така, оставете го тик-так да ве убеди во спротивното, затоа што ни подготви нешто кое што сум сигурна дека ќе сакате да го чуете. Ова, Зорке, е семка од манго. Семката од манго делува вака. Пред да се склучи бразилски брак, младоженецот на невестата треба да ја подари оглодена семка од манго. Оглодената семка од манго најверојатно покажува какви се неговите вештини и докажува дека таа навистина би била среќна во тој брачен живот. Мислам дека глодењето на оваа коска е навистина тешко. Јас се ова парче се борам веќе 4 дена. Ама, како што можеш да видиш, не можам да го соголам. И при дискусија со една моја пријателка од Бразил ми рече дека со вакви вештини најверојатно никогаш нема да добијам бразилка за жена, затоа што ќе мисли дека моите способности не се на нивото на кое што е потребно да ја одржувам среќна. Така да продолжувам да се борам со оваа коска од манго, се додека не ја доведам во писпец состојба. Тука гледаш, вака треба цела да изгледа. Ето, многу нови работи ќе научиме. Знаеш што размислов и јас да сум во Португалија ќе бидам вака креативен. Можеме да бидеме креативни од било каде, мислам дека во прашање само доброто расположение. Колку сме јас и ти креативни, зошто така не подценуваш? Не, само си реков, сега види море, плажа, манго. Ама апсолутно. Сега. Што е на македонски начин? Ете, кој ова ќе би било на македонски начин? Место манго? Место манго. Еве ви прашање за размислување, го замисли Ване, ве замислив и вас. Може слободно да ни пишете кој овошје кај нас би било предзнак или судбинско овошје за тоа дали еден брак би функционирал или не. Утре тоа може тема за такво нешто. Останете со нас, се враќаме за кратко.
Утринска на Радио 2, што каже за Ајварот? Не сум сигурна за кое овошје ќе се одлучите, ама сум сигурна дека ајварот, правењето, целата процедура на правење ајвар и како многу сериозен тест за бракот. Дали ќе се скарате, нема да се скарате, ќе ги одбере вистинските пиперки или нема, ама ќе го оставиме тоа за некоја друга тема. Честитам за констатацијата. Ете, гледаш, креативноста нема локација. Последна информација, ноќеска се случувала вистинска драма на летот за време на летот Скопје-Франкфурт. Имено една наша сограѓанка пред време се породила во авионот. Мајката и бебето се супер, ама сега настанал вистински правен циркус околу утврдувањето на државјанството. Вели, таткото тврди дека детето е чист македонец, бидејќи е зачнато во Македонија. Авиокомпанијата вели дека е швајцарец, оти авионот бил нивни, а капетанот вика дека е германец, бидејќи во моментот на раѓањето летале точно над Германија, ама мислам третово е тоа. Добро. Или второто. Ја би се за пробала. пасош. Како и да е, бебето веќе има 3 пасоши во најава и доживотен бесплатен билет за летање. Важно нека е живо и здраво. Летаме понатаму ние со утринската програма на Радио 2 и да се одјавиме, а бебчето нека си го одбере само државјанството. Може така? Може. И тоа е тоа од нас. Ви благодариме за дружењето ова утро. Ќе ги поздравиме слушателите на Радио 2. Зорка има 5 минути време да ги искачи скалите и да продолжи со тик-так. Толку останува. Се гледаме утре во 7:30 на истото место. А ние ќе ја повикаме колешката Анита во соседното студио. Ани? Да, внимателно ве слушав. Мислам дека некој овој што најмногу наликува на она што го погледнавме дефинитивно е крушата. Кај нас ви благодарам за одличниот утрински избор кога станува збор за музиката, особено за Ѓоко Таневски.